сестра ми. Вие! Пријатен ден. Пријатно. Пријатни часови. Господјо Медига. Доди ме. Веднаш однесим од овде. Добро. Ви реков воопшто да не доаѓате. Ова е многу глупаво. Јас мислам дека ваквото однесување воопшто не е професионално. Поточно мислам дека... Имаш многу прашања во главата, нели? Си велиш какви глупости зборува човеков. Знам, во рака немаш многу сјајно досие во врска со мене, но таму недостасува мојата изјава. Ако ме сослушаш, јас имам што да кажам. Кој да донесе одлука од нас, мислам дека ќе направи голема неправда на тој другиот. Здраво. Сега ли доаѓаш? Да, имав малку работа надвор. Јас пак се трудев да те стигнам. Во ателјето имало проблем, па да не одам без тебе. Ајде, Душо, досни ме. Ќе се видиме, Джесур. Не се лутиш, нели? Можно ли е такво нешто? Се гледаме. Ајде. Во ред, ташната да ја земам. Како го темпира времето? Супер. И не ми се заблагодарувај. Ќе честиш јадење и ќе се среди. Искрено, како маче и куче сте, не знам што ќе правиме со тебе. Што ти кажуваше? Очигледно многу да има налутено. Беше на култура, нели? Што ме спаси да не отвараш пак темата да се смирам, може? Може, нели? Висок напон. Види во фиоката на жарите ми се долу. Ќе ми ги дадеш? Многу си неблагодарна, сестра. Така. Сега, додека да звони звончето, да играме игра. Затворите ги очите. Ќе сонуваме како јунаците од приказната. Така. Така. Да. Од кого да почнеме? Асли, мила? Деца, да ве подсетам, не заборавајте да донесете подпис од родителите, инаку не ќе можете да дојдете. Во ред? Да. Ајлин има завршена уметност, но не е сликарка, туку вајар. Ќе ви помогне да го разберете она што ќе го видите. Многу ќе ја засакате да Ајлин. Се надевам, нема да ме посрамотите пред неа. Добро, нема да ме натажите и убаво ќе слушате што зборува, добро? Да! Вечерва, во детали ќе ми ги напишете сништата во врска со иднината. Добро? Сега може да си одите. Во ред. Направи го договорот, Рашид. Местово одговара. Уште утре веднаш овде да се преселиме. Како ќе кажете? Нека исчистат и нека подготват се. Штом се договоривме, седни и кажи ми. Што значува со компјутерската лабораторија во школата? Нашето момче што работи има со девојката? Јас не разбирам, господја Медиха. Джесур повеќе не зборува пред мене.
Но за Джесур се работи. Знаеш, не прави ништо непромислено. Знам, Рашид, но не можам да разберам што сака. Не можам. Вознемирена сум многу. Што бере мојот син со таа девојка? Таа девојка е туѓинка. Таа девојка ми се спротивстави на нашите обичаи. Годинава помина многу тешко, господјо. Верувај, болката во душата му е многу голема. Светот му се сруши. Не знам како ќе излезе од таа рушевина. Не знам веќе ни што мисли. Јас така чувствувам. Ова е за одредување на степенот на трето оделенците. Да ви ги дадам одговорите. Баш добро. До гледање. Влегувај, треба да разговарам со тебе. Јас немам што да зборувам со тебе. Разбра? Немам. Не зборувај со мене вака дрско и не ме принудувај на сила. Ајде влегувај. Немам лоша намера. Само сакам да разговарам со тебе. Ќе те однесам до каде сакаш и нема да изгубиш време. Ти да не се подбиваш со мене? Јас немам што да разговарам со тебе. Не гледаат луѓето. Не ја должи, ајде. Ајде. Стави го појасот. Тргни ја раката. Сама ќе го ставам. Гледаш кога сакаш, колку друштвена можеш да бидеш. Што сакаш? Дома ли ќе одиш? Те прашав што сакаш. Јас пак те прашав дома ли одиш? Не можам да возам без да знам каде одиш. Ако одиш дома, може да те оставам на аголот. Не одам дома. Добро, каде одиш? Мажот ти да не се грижи за тебе. Ако сакаш, јави му се и кажи дека ќе задосиш. Одам на рибниот пазар. Ете, гледаш, не било толку тешко. Значи вечер ќе јадете риба. Ти ли ќе ја сготвиш? Те прашав нешто. Да, јас ќе ја готвам. Джесур, што сакаш од мене? Имам убава вест и сакам да ти ја кажам, тоа е се. И? Нема ли да ме прашаш која е таа убава вест? Значи ќе молчиш во ред. Сметам дека тоа е од возбуда. Но ако продолжиш вака да се однесуваш, ќе изгубиш. Моја е да ти кажам. И наскоро, многу почесто ќе се гледаме. Ќе се гледаме лице в лице. Што зборуваш ти? Какво гледање лице в лице? Какво сближување гледање почесто? Запри, ајде, сакам да излезам. Може би ќе почнеме да јадеме на иста маса. Ќе си посакаме добро утро со желби за добра ног и се разделиме. И така ќе бидам сведок на растењето на моето дете. Запри, веќе еднаш ми се гади од тебе. Застани настрана. Реков запри, ајде. Ајде, отвори ми. Нема потреба вака остро да реагираш. Види, скоро стигнавме на рибниот пазар. Отвори. Со нетрпение го очекувам денот кога со своји раце ќе ми готвиш јадења. Отвори ја вратата. Прибери се, Умар. Зарем вака ќе готвиш јадење, прибери се. Не дозволувај човекот да ти го превземе животот. Прибери се.
Мислиме за време на добротворната вечера да направиме аукција. Помислив да го изложиме накитот кој ти ќе го дизајнираш во корист на фондацијата. Ајлин? Може. Ќе биде најдрагоценото парче на аукцијата. Ќе му дадем интересно име. А не ми текнува никаква идеја. Тебе ти текнува ли? Какво име да му ставиме? Ајлин, те прашав за име. Какво име? Накитот, што ќе го дизајнираш. Каков накид? Ајлин, каде си ти? Овде сум. Што? Ајде, да не криеш нешто. Да не почна да се гледаш соседат. Мамо, што барам соседат? Тогаш кој е? Ајде, немој да инсистирам. Го познавам ли? Мамо, се замислив на 5 минути, а ти на што помислуваш? Браво, значи. Серем ти останав на глава. Некој само здраво да ми каже, ти ќе ме спакуваш и веднаш ќе ме дадеш како пакет под рака. Цела вечер истата страница ја читаш. Не сврте. Мене не ми ни слушаш. Те слушам. Ми го привлече вниманието. Хајде кажи ми за кој накид ми зборуваш. Последно што кажав? Спомна за името. Име за што? Вечерва ти ми имаш на пик. Нема ништо, мамо. Верувај, напразно се возбудуваш. Јас само да ти кажам. Не ќе можеш да ме победиш, Джесур. Има да ми платиш за се што ми направи. Секој миг од пеколот што го проживеав, и ти ќе го почувствуваш. Ти се кулнам и ти ќе го почувствуваш. Боже, кого лажам јас? Кој знае што се му минува низ главата? Што му значи тоа наскоро ќе се гледаме лице в лице? Што сакаше да каже? Добре дојдовте, господјо. Добре дојдовте, А рибите господјо. во колата ли се, господјо? Сантос нека оди да ги земе. Не, Фатма, затоа дојдов да ви кажам... Но нели телефониравте и рековте дека вечер ќе готвиме риба, так? излеза друга работа, јас нема време да купам риба. Па што ако, господјо? И онака имаме сготвено јадење? Друга вечер ќе сготвиме риба. Вие немојте да тагувате, господјо Умар. Простете, не сакав да ве ставам во непријатна ситуација. Но каква непријатна ситуација? Што е наша работа? Веднаш ќе сготвиме нешто? Аха, јонак имавме јадење. Пред малку нели да Фатма кажа. Вие не тагувајте? Со лесно нека ви. А треба ли нешто да направиме, господјо? Не, благодарам. Што се случи? Изгледаше многу замислена. И таа сигурно си има некоја мака. Не е лесно да биде невеста во куќава. Ајде, доста драдурење да спремиме за вечер, ајде. Мамо, те молам, остави ме намира. Ти ли си, душа? Прости ми. Може да влезам? Влези. Душа, загрижена си во врска со мајка ти? Влези. Ништо важно. Мајка ми повторно почна со своите чудни измислици. И јас избегав овде. Ти добра ли си? Што си ваква? Добро сум, добро. Децата во училиштето малку... Ако ова е план за утре да ме мотивирате, ве успеа, господјо Омур. Ви ветувам дека утре за нив посебно ќе се интересирам. Не се сомневам во тоа. И децата се многу возбудени, треба да ги видиш. Ама има нешто друго кај тебе. Можеш слободно да зборуваш со мене, знаеш, нели? Знам, затоа дојдов. Повторно е нешто во врска со Джесур. Што се случи? Всушност ништо не се случи. Ништо посебно. Само не ми е пријатно да го гледам наоколу. Ја разбирам соработката за бизнис, но пред некој ден дојде и на ранчот. Не мислиш? Не ти се чини дека тој сака да минува време со семејството? Тоа беше недоразбирање. Не верувам дека ќе се случи повторно. Не знам.
освен бизнис врската, како да се обидува да изгради друга релација. Не верувам. Знам дека ти не би дозволила такво нешто. И ти не го сакаш. Како и јас. Но татко ти како да го сближува со нас повеќе од што треба. Го охрабрува, сакав да ти кажам Сакаше да кажеш јас да зборувам со татко ми. Тоа ли ќе ми го кажеше? Би било толку добро. Бидејќи ако јас кажам такво нешто, би било погрешно, нели? Не грижи се, душа. Јас ќе разговарам со него. Во иднина ќе биде повнимателен. Благодарам. Знаев дека ќе ме разбереш. Благодарам. Одам јас. Многу ти благодарам што последната вечер одлучи да ја минеш со нас заедно, синко. Што е, мајко? Да не ми забраниш да доаѓам во твојот нов дом? Изгледа ќе нема потреба. Зарем го знаеш патот до куќата? Сакам едно собите со поглед да знаеш. Гледам дека си многу расположен за тоа што си одиме. Мајко, те молам, немој. Не се труди да го натажиш син ти. Зарем куќата не е поубава од ова? Човек кога е спокоен, кај и да е му е убаво. А оној чија душа е во црнила, што може да види? И, откако сум дојдена, ништо не кажуваш. Како ти оди ортаклукот? Како што сакам јас. Ја гледаш ли онаа никаквица, чие име не сакам ни да го изговорам? Невестата на Сојканови. Зошто праша? Се сетив. Не кажуваш ако јас не прашам. Да има што да кажам, би кажал. Таа нема врска со фирмата. И јас нема ништо да прашам за неа. Сега се прави важна. Сигурно веќе престанала да работи како учителка, нели? Не знам, мајко, не ме интересира. Почна да лажеш гледајќи ме во очи, Чесор? Што ти се врти во главата? На здравје. Вечерата ќе биде ли скоро готова? Скоро ќе биде господјајтен. Ко можем се наоѓаме во некој ресторан. Повелете? Тешко на нас ако во својата куќа волку чекаме за вечера. А што прават по цел ден? Ако не може да се ја вршат работата, зошто работат овде? Јас сум причина за ова доцнање, господјајтен. Јас требаше да ја подготвам вечерата, но во училиштето искрсна непредвидени работи. Нема потреба да се правдаш. Впрочем и нема задоснување. Се на 10 на минути. Вечерва задоснивме. Не ке можам да јадам овоше. Брзо, брзо, господјајтен е многу нервозна. Зарем има ден кога е добро расположена? Вечерата задосни, вечерва ќе не искара. Но браво за господја Умор. Таа ја превзеде целата одговорност. Не не издаде пред господјајтен. Не, девојката е на место. На господинот ваква жена му прилега. Ајде. Ајде. Земи однеси го, ајде. Добро, ајде. добро. Ќе се напиеме ли кафе, Ајтен? Кога пијам кафе во ова време, после ми е лошо, знаеш, душо. Прости ми, душо, сум изумил. На здравје. И тебе. Отворете очи и добро слушајте. Ако уште еднаш се повтори вечерашниот срам, има да платите за ова. Во куќава се знае времето за доручак и вечера. Никој нема право ниту пак одговорност да го смени ова. Ме разбравте ли добро? Разбравме, господјајтен. Невестата, ако сака да направи јадење, нека направи. Но ова не треба да ја поремети вашата работа. Вие треба да се придржувате на моите наредби. Јасно ли е? Јасно е, господја. Овде има една домаќинка, а тоа сум јас.
Сундус, ќе ми свариш ли кафе? Веднаш, господине. Ајде брко. Дури и 10 минути да задостам го гледа како напад на незиното владење. Тоа е само затоа што е нерасположена, ништо друго. Се навикнав на тишината во срцето. Денес повторно се растрепери. Не сака да молчи, ниту пак да застане. Не знам што да правам со него. Секој е на нешто чувствителен, тоа е нормална работа. Немој да почнеме да зборуваме за мајка ми, до утре ќе треба да останеме на маса. Внимание, може да не слуша. Леле, Ако слушне дека ја зборуваме пред невестата сите, има да не подбере. Така да знаете. Ајлин, што ќе кажеш во врска со ова? Во врска со што? За да ја знаеш, темата не е доволно само да седиш. Треба малку и да не слушаш. очигледно пораките се поинтересни од она ние што го зборуваме, а? Ве гледам вас, сите сте некако весели. Нема ништо друго. Што може да биде? Ердем. Мила, каде се задржа? Дојди седни. Джесур туку што ни раскажуваше за детството поминато во Килис. Колку смешни приказни има, само да ги чуеш. Ти реков дека наскоро многу често ќе се гледаме. Дека ние ќе бидеме заедно. Душо. Добра си? Сигурно нешто лошо сонуваше. Помина. Што сонуваше, кажи ми? Не се сеќавам што сонував. Само многу се исплашив. Те молам, прегрни ме цврсто. Добро. Добро, еве помина, види. Покрај тебе сум. Молам. Добро утро. Добро утро. Подготвена? Зошто? Те чекам пред врата. Вчера не го довршивме разговорот. Доаѓаш, нели? Во ред. Во ред, доаѓам, веднаш. Здраво. И јас одев во фирмата. Таму да разговараме? На вакво убаво време. А каде ќе одиме? Изненадување. Треба да бидам сигурен дека никој нема да те грабне кога ќе разговараш со мене. Дојди. Ќе му се јавам на Ердем, ќе му кажам дека ќе задоцнам. Најубавата сестра? Најубавата сестра ли? Добро ли си? Без да имаш некоја желба од мене, не зборуваш вака со мене.
Така ми дојде. Што има лошо во тоа, не разбирам. Гледам утрово си расположен. А да не бидам ли? Не, душа. Дај Боже секогаш да бидете вака расположени. Дај Боже. Каде си ти, кажи ми? Нели ти излегуваше по мене веднаш? Ердем, и јас затоа се јавив. Ми се јави од болница и сум имала закажано. Сум заборавила. Таму одам. Навистина ли? Ти обично не забораваш такви работи. Добро, нарно нека е. Мајка ми да не е во право, да не се гледаш на некого. Ердем, јас уште не се расонив. Прости ми, ама не можам да ти возвратам на твојата енергичност. Штом завршиш, доаѓаш веднаш, нели? А и да не дедеш, јави ми се, ме интересираат резултатите. Добро. Хајде, до гледање. Ајде, чао. Немој да кажеш дека си избришала, Фатма. Цела недела ви кажувам да ја исчистите куќата од корен. Ердинч? Браво! Значи тајно ќе се прикриеш без да ја бакнеш сопругата за добро утро. Душо ми излезе итен состанок. Слугинките многу ме излудуваат. Сузан и Белгин ќе доаѓаат на чај. Ќе разговараме за деталите на хуманитарниот ручек. И кажи како да ги пречекам во куќава? Не, се прашувам зашто морам се да контролирам. Што и фали на куќава? Мислам дека е време да престане со јогата. Каде ти е релаксираноста? Каде е Ајде ти се молам, душо, не зборувај како Ајлин. Впрочем, кога волку ми одмагате добро и што волку успевам. Утрово многу ми се брза, веднаш треба да излезам до гледање. Пријатно. Слушај ме внимателно, Фатма. Ако вечер нешто недостасува во куќа... Јас ќе отворам. Со кој образ доаѓаш овде? Дојдов да ги земам работите на сестра ми. Овде нема никакви работи од сестра ти. Мислев дека нема да се сретнеме. Што барате вие овде? Немам ништо со тебе. Никогаш и немав. Господја Ајтен дома ли е? Добре дојдовте. Која бара? Медиха Ѓочер. Повелете, влизете. Веднаш ги принесам. Повелете, седнете. Веднаш ќе јавам. Зошто дојдовме тука? Реков дека сакам на мира да разговараме. Добре дојдовте, господје. Добре Добро ве најдов. Добро те најдовме, Харун, како си? Благодарам. Не се ми го заборавили името. Имам добра меморија. Да ги подготвам конјите, но Јако денес ништо не јадеше. Зошто? Болен ли е? Да не е ништо лошо. Не е баш добро. Треба се внимава на него. Само утрово не јадеше, но на пладне пак ти дадам. Знаете, трудна е. Ако не ќе викнеме ветеринар. Се разбира, господјице. Одам да ги подготвам. Немаше потреба да минеме волкав пат за да разговараме. Дента не можевме да јаваме заедно. Навик. Не сакам да оставам ништо недовршено. Дури ни вода во чаша. Со време ќе ме запознаеш. Се надевам. Ем ќе јаваме, ем ќе го довршиме разговорот. Ти благодарам. Откако дојдов во Истанбул, никаде не се чувствував како дома. Е, ти многу си го сакала местово. Ерден ми кажа. Да.
Да имаме заеднички спомени кога и да сме заедно. Особено на местото кое го сакаш. Мислам дека сме на вистинското место за разговор. А, заборавив нешто. Ке ми го дадеш мобилниот? Зошто? Те молам. Ако не ги исклучиме, каква смисла има што дојдовме волку далеко? Земи. Подготвени се коњите. Во ред. Ве изненадив сигурно. Ненадејно ви задзвонив на врата. Свесна сум, но таму кај нас, кога ќе се донесе одлука, веднаш треба да се реализира. Овде животот на луѓето е напорен. Не знаев дали подоцна ќе ве најдам дома. Ве молам, добро сте сториле. Да знаев дека сте овде, јас лично ќе ве поканев. Нашите семејства долго време соработуваат. Мојот покоен маж со љубов зборуваше за вашиот сопруг. И Ердинч вели, вашиот сопруг бил многу ценет човек, Бог да го прости. Амин, благодарам. Но никако немавме можност да се запознаеме. Всушност ке дојдев да ви се заблагодарам што толку сте се заинтересирале за син ми Джесур. Ви благодарам, но... Простете ми, не дојдов да ве потсетам на минатото. Не сакајќи се спомнува оно што поминало. Што ми двете семејства одлучија да заборават на минатото, јас сакав да направам еден чекор. И кога веќе тргнавме по ист пат, јас дојдов во Истанбул. Мислев дека треба да се видиме. Дојдов така ненадејно. Се надевам дека нема да ми замерите на ова, нели? Ви се молам, каков е тој збор? Напротив, мислам дека вашата постапка е многу искрена. Дозволете ми да погледнам во кујната. Вработените да не послужат. Фатма, свари едно турско кафе, донеси и колач. Веднаш, господја. Уживам во ова. Ем е вкусно, ем не е јако. Исто како мене. Одам по чај. Молам? Ердинч, знаеш ли кој е овде? Кој? Господја Медиха, мајката на Джесур. Не изненади. Мајката на Джесур? Да, Зошто? и јас тебе те прашувам. Што бара овде? Ердинч, не знам што да изборувам. Не ја разбирам незината намера. Не знам што да и кажам. Ништо ли не кажа? Дошла да се запознае, но индиректно го спомнува и минатото. Дојди си дома што поскоро. Навистина не знам што да кажам. Имам работа, не можам да дојдам. Ти ќе ја угостиш, ете. Како тоа ќе ја угостам, Ердинч? Ти велам дека не знам што да зборувам. Може би ќе кажам нешто што не треба. Вие две жени подобро се разбирате, Ајтен. Ако јас дојдам, жената може да се вознемири. И нели дошла да се запознае? Барај ме кога ќе си оди. Само проблеми, само проблеми. Чајот е готов, љубов моја. Да не треба да одиш. Што барам на состанок со жени? Мајката на новиот ортак дошла кај нас. Мене ме прашува зошто жената дошла ненајавена. Откаде да знам јас? Дознај зошто дошла и испратија. Јас помислив дека е нешто важно. Би умрела за мојата љубов. Покрај толку работа со што се расправа. Тоа е цената да се биде моќен. Па самиот си виновен што така си ја навикнал. Ајде, миличок, опушти се. Опушти се. Животот не е толку долг да мислиш на се и сешто. Многу ми улеснуваш, душа. Ајде, кажи ми. Немојте да вревите. Учителке, може да одам до тоалет? Јас. На сите ви се оди? Во исто време? Но учителке, многу долго чекаме. Не можем да издржам. Добро, ама побрзајте, добро?
Немојте да трчате. Другарчињата се на час. Не трчајте. Ајде, деца, сите во училница. Добро, во училница ќе зборуваме. Влезете внатре. Тивко, чекајте ме таму. Многу прашања чекаат одговор. Почни со првото прашање што ти паѓа на ум. Овде сум за да ти одговорам на се. Не сакам да остане ниту една сенка, ниту еден сомнеш. Човек за секое свое однесување мора да најде разумна причина. Работливиот верува дека треба да заработи за семејството, оној што изневерува жената дека нема доволно внимание. Затоа никој виновен не ја прифаќа вината. Значи, што и да кажам, според тебе сум виновен. Ти си човек кој со заплашување на татко и си ја принудил на венчавка девојката која не сакала да се омажи со тебе. Не верувам дека за оваа причина има некакво објаснување. Илнур се самоуби. Секој ден како во кошмар се будам со тој миг. Знам дека Омур поради гневот во себе мисли дека во смртта на сестра и има нешто нејасно. Никој не може да ја подкупи судската медицина, Елин. Да не се потврдеше дека пукала во себе, како јас ќе бев сега овде, а? Имала сакан. После неа и тој се самоубил. Како можеше да разделиш двајца кои толку многу се сакаат? Јас да знаев, зарем би ја земал дома жената што ме изневерува? Зарем би ја чувал во срцето? Што се однесува до уцената, тоа беше многу тажен, несреќен случај. Таткото на девојките Акив не сакаше да го убие тој човек. Другиот имаше оружје во раката и го опсу. Не велам дека заслужи да умре. Но ако Аки влезеше во затвор, во приказната ќе имаше многу жртви. Омур се уште студираше. Илнур беше многу млада. Немаа мајка, само татко. И тој да влезеше во затвор, што ќе се сменеше. Јас сум одговорен да ги штитам сите што се под мој покрив. И него го заштитив. Веднаш ја уништив касетата. Со што да ги уценувам? Сиот Кили знаеше за мојата љубов. Кога тагував затоа што Илнур не ме сака, се трудев да ме засака и еден ден дојде таткој. Му требале пари. Побара една сума. За откупнина. Откупнина ли? Ми кажа дека Илнур ме сакала. Се срамела да ми каже. Не му поверував. Отидов да зборувам со Илнур. И таа ми потврди. Сиот свет беше мој. Потоа почнаа подготовките за свадбата. Илнур ништо не покажуваше. Како можев да знам дека татко ја измислил приказната за уцената? Девојката се уплашила да ми каже. Уште на почетокот, кога разговара со неа да ми кажеше, да речеше дека сака друг. Се колнам, иако толку многу ја сакав, јас ке им ја направев свадбата. Само за да биде среќна. Тогаш немаше да бидам посрамен. Затоа не можам да ја простам. Јас не направив ништо освен што ја сакав.
Мила, работејќи го почувствував својот мирис. Многу сакав да те чујам, да знаеш. Многу ми недостигаш. Прости ме, миличок. Би сакала да ти возвратам, ама многу сум напната. И за друго ти се јавувам. Што се случи? Знаеш ли каде е Ајлин? Никако не можам да ја добијам. Ако не доаѓа, барем нека се јави. А плюс и телефонот ти е исклучен. Каде не дојде? Што се случува? Да не се шегувате? Не спремивте заговор? Нели ќе ги носевме децата на изложба заедно со Ајлин? Автобусот го нема, Ајлин ја нема. Ти прашува што се случува. Ба тоа денес ли беше? Ајлин утрово ми се јави. Одела на лекар, имала закажано. Значи и таа сосема изумила, ето. Што се случи? Да нема проблем? Не знам, рече рутинска контрола, ама. Ма како е можно? Вчера разговарав со неа Ердем. Се договоривме, рече дека ќе дојде. Не дојде, не договорила ни за автобусот. Боже, Боже. Тогаш и јас не разбирам како изумила. Можем ли да сторам нешто, Мила? Да испратам веднаш еден автобус, има време? Не. Јас не можам да раскажувам како Ајлин. Впрочем, немам ни желба. Децата многу се растажи. И јас сум многу тажен. Ајлин не би направила вакво нешто, ама... Добро, да не е нешто важно? Не знам. Ајде, да не мислиме на лоши работи. Јас да одам да им објаснам на децата. Ако дознаеш нешто, јави ми, добро? Ќе се видиме. Не разбирам. Никој што помислил на смртта, на изневерувањето, зошто не можела да разговара со тебе? Да можам да разберам. Не разбирам зошто толкова болка. Кога го крена велот плачеше. Ме праша зошто. Кога во Килис имаше толку девојки што копнеа да се омажат со тебе, зошто сусера ме зема мене? Јас не ти припаѓам тебе. Се предадов на мојот сакан. И кажав за случувањата. Се засрами. Од своето изневерување. Од изневерувањето на татко и кон неа. Пиштолот стоеше на маса. Не приметив дека го зеде. Омур, таа се уште те мрази. Зошто се во ова не го каже Нејзе? Јас немам проблем со Омур. Единствено татко и остана. Не сакав да ги раскарам, да го срушам незиниот свет. Јас не сакам да останам закован на исто место додека животот тече. Сушност затоа сум овде. Да останев таму немаше да заборавам. Немаше да ми дозвола да заборавам. Годинава не поминува лесно, Елин. Требаше да донесем одлука. Или ќе напредував, или ќе останев закопан во тагата. Јас одбрав да напредувам. И дојде ваму. Чукањето на срцето ме донесе тука. Срцето ме донесе овде. Овде сум. Пред тебе. За сега само ова можам да го кажам. Немаш друго прашање? Збуната сум. Се уште ми велиш не оди? Не знам. Паметот ми кажува едно, ама срцето друго. Значи и срцето мене ме кажува. Ке станеме ли веќе? Реков дека сум на доктор да не се грижат, да се пресоблечам. Прв пат ли доаѓате во Истанбул? Никогаш не го напуштив Килис. На почетокот Истанбул е напорен, но потоа се навикнувате на градот. Со тек на време градот создава зависност. Не ми се верува дека ќе се навикнеме овде. Овде никој никого ниту цени, ниту пак почитува. Немаш вредност, никако капката во морето. Но човек за своите деца што се нема да направи? Нели вие се сложувате со мене, господјо? Нели е така? Ви имате една ќерка и еден син, нели? Да. Девојката мажена? Не. Господ нека даде секој да ја дочека среќата на своето чедо. Инаку за една мајка нема ништо полошо да ја гледа болката на своето дете.
Нема ништо полошо од тоа. Да, така е. Да, но за жал ние не можеме ништо да сториме. Ке беше добро да не слушаат како кога има 5 години. И самите помалку ќе патат и ние, но растат. И ние ги одгледуваме како поединци. Затоа не можеме да очекуваме да бидат слепо послушни. Што да речеме? Господ нека им даде сила и среќа на сите. Дај Боже. Ја делиме истата судбина, господјајтен. Истото не снајде со децата. Знаеме дека ако сгрешиме, нема ништо да добиеме. Затоа мораме да видиме што ќе правиме со нив. Нели, господјајтен? Секако. Ние веќе сме како едно семејство. Да. Дојдов, видов, се запознавме, разговаравме. Благодарам за гостопримството. Ми треба ли дозвола да си одам? Како сакате. Сундус! Ќе ве чекам на возвратна посета. Сигурно ќе дојдам. Ми беше задоволство, господјо. И мене. Повторно ве очекувам. Сундус, те молам испратија. Во ред, господјо, повелете. Ердем? Што се случува, Ердем? Упорно си ме барал преку секретарката. Нели ти кажав дека одам на доктор? Седни, повели. Зошто го гасиш мобилниот? Штетело на апаратите ми рекоа да го исклучам. Ајде, кажи што е толку итно. Прво кажи ми, дали има нешто сериозно? Рутинска контрола, душо, не е ништо проблем. Зошто кренавте во лукава паника? Ти добар си? Господице Ајлин, размислете дали требаше да направите денес нешто? Да не сте заборавиле нешто? Умор. Леле, како можев да заборавам? Бога ми, во оваа ситуација јас ќе ја помогнам да ти кажам. Децата 100 сати те чекале. Умор, нервен слом имаше. Има право девојката. Како ќе се оправдам? Кажи ми нешто, посоветувај ме. Повелете. Во ред нека чека. Ова е твој проблем. И немој да ме мешаш. Ајде, јас имам состанок. Многу си лош. Подобро ли ќе беше да бев болна? И ти си во право. Здравието е најбитно. Жена ми ќе те брка, а ти играчки ќе си играш, а? Ајде, оди. Малечок, дојди вамо. Молам? Ја познаваш ли учителката Омур? Да. Ке сакаш да ја побараш за мене? Кажи дека Джесур Гочер ја бара. Добро. Чекај. Земи го и ова. Купи си нешто. Учителке Омур? Джесур Гочер ве чека во дворот. Рече да ви кажам. Во ред, оди се. Боже, што ли се случило? Тоа не е ли човекот што ги донираше компјутерите? Изгледа тоа е. Што бараш ти овде? Во кое својство и со кое право ме викаш? Утро, кога ме побара, не можев да ти одговорам. Не сакав да се извинувам по телефон за грубоста. Се надевам дека не е нешто важно. Да не ти недостигам. Што сакаш да постигнеш, Джесур? Види, ако не ме оставиш намера, ќе се разведам. Или те преколнувам, кажи што сакаш. Ми здодеа секој ден да се расправам со твоите игри. И зошто ја испраќаш мајка ти кај мене? Што ти е сегашниот план? Мајка ми ли? Каква врска има мајка ми? Не знаеш дека дојде во вилата. Ти не ја испрати, не ли? Не знам дека мајка ми била таму. Нема да се повтори без моје знаење. Само ова можам да ти го кажам. Со лесно нека е. Проклетство. Добар ден, господин Ердем. Благодарам. Каталогот? Може да остане кај вас? Благодарам. Пријатно. Догледање.
Ало? Добар ден, господин Ердем. Здраво, Харун. Што има? Господин Ердем, Јако денес престана да јаде. Не разбирам. Што значи тоа? Зошто ме бара што ако не јаде? Нели утрово не јадеше, затоа. Како мислиш и утрово? На господја или ни реков дека ќе внимавам и ќе информирам. Ќе ви кажеше, но всушност повика ветеринар, но сака вам да ви кажам. А зошто ја бараш Ајлин за мојот коњ? Не ја побарав, господин Ердем. И кажав утрово кога со господин Джесур дојдоа да јаваат. Кога господин Джесур рече дека може да има проблем, господја Ајлин се испаничи. Чекај. Утрово. Ми велиш дека Ајлин и Джесур биле таму? Да, господине, вие не знаевте? Знаев. Добро, Харун, кога ќе дојде ветеринарот, јави ми се и извести ме. Во ред? Во ред, господине. Да, ние дадовме нарачка, но ова не се камењата што ги сакав. Што правиш ти? Всушност ти што правиш? Зошто ме лажеш? Што? Зборував со Харун. Си била во ранчот. Лекарот Джесур да не беше. Воопшто не ми се допаѓа што ме лажеш. Да, воопшто не ми се допаѓа. Што ти имаш толку со тој човек, за да заборавиш на сите дадени ветувања? Кажи ми. Те молам, немој да викаш. Ајлин, не ме излудувај. Бргу, кажи ми што се случува. И кажи нешто разумно за тоа што ќе се скараме. Ајлин, кажи ми што правиш. Те молам, седни, смири се малку, Ердем. Ако вака шеташ, ништо нема да ти кажам. Немој да ми кажуваш што да правам, Ајлин. Зборувај. Што се случува? Пази. Сега е добро. Господја Медиха, овде добро ли е? Ајде, врати го на место. Правете како што сакате, не завршете веќе еднаш. Чекај овие да ги преместам. Да ги наместам на брзина. Господја Медиха, кој да го ставам од овие две, а? Прави што ќе правиш без да ме прашуваш. Сега воопшто не се грижам за куќата. Господја, ќе беше подобро да завршевме со работа, па вие да дојдете. Немаше да биде вака, немаше да бидете вака напнати. Можем дојдоа тројца од фирмата за чистење, а јас нивната работа сега ќе ја завршам. Дилбер, доста веќе. Замолчи. Што се случи? Мамо? Излегувајте надвор. Ајде. Не е можно да биде таква глупост. Таткото на Омур е во затвор само да не наштети на ќерка му. Како е можно човеков да го клевети со такво нешто? Чекај, и ти поверува дека тој намерно ја пратил ќерка си во смрт? Не реков дека му верувам, Ердем. Реков дека сум збунета. Се мислам човекот дека е во затвор. Му се знае местото. И самиот знае дека можеме да прашаме, да истражиме дали приказната на Джесур е вистинита. Со која храбро се осмелува вака очигледно да лаже? Зошто да лаже? Кога Волку се труди за партнерството, зошто да ризикува? Не. Прашањето е зошто вие разговаравте за ова? И зошто овде не разговаравте туку на ранчот? Алин, слушај, немој само немој да ми кажеш дека има нешто помеѓу вас. Се уште не знам што има. Ти да не си полудела. Толку време не дозволи никој да ти се доближи и од сите него го најде. Како ќе го објасниме ова на Омур? Остави Омур. Ти како си го објаснуваш ова? Колку дена воопшто се знаеш ти со Джесур? Се уште не реков дека има нешто. Впрочем, ти кога ја донесе Омур, колку дена ја познаваше? Човекот ти го испрал мозокот. Ајлин, ќе стоиш
подалеку од него. Ќе ти докажам дека лаже и ќе го раскинеме и партнерството. Ајлин, немој повторно да си се обидела да се видиш со него. Рашид, никогаш порано го немам вака видено господин Джесур. Ајде, бато, очигледно е дека знаеш нешто, кажи, те молам. Ти без да ме прашаш се нафати на партнерство. Без да ме прашаш донираше во школото на девојката. Се бунев ли јас воопшто? Бе во школото. И да не ја видев училницата што го носи името на син ми, немаше да поверувам. Синко, како да не беше доволно глупоста што ја направи. Уште и ме лажеш гледајќи ме во очи. Како не ти е срам? Како да не си знел дека Омур е тамо? Пу, срам да ти е. Пу, и тебе и тие што ти израсна. Реши ти го кажа ова? Го прати да ме следи? Многу нешта менува. А што тоа мене ми менува, Джесур? Ништо не ми менува, да знаеш. Ништо нема да го смени срамот што го направи. Тоа што треба да го слушнеш кога ќе треба и јас ке ти го кажам, мамо. Не шпионирај ме. Не ми се мешај. Не сакам да слушнам дека се гледаш со Сојканови. Мајка си ми и сакам да те почитувам. Ти си надвор од ова и не се мешај. Инаку што? Мајко, ти се молам, не ми се противи. Ако името ти значи храбар, јас ти го дадов тоа име. Внимавај како зборуваш. Ти стоиш пред мајка ти. Кому му зборувам, Решит? 2 пати ми изневери. Помоли се само што те бркам. Помоли се. Бегалка, каде си? Мила Омур, да најдев само еден збор да ти кажам многу порано ќе излезав пред тебе. Оди сутрина размислувам за објаснувањето, не можем да најдам решенија и зборови. Ајлин, Ерден ми кажа дека си била на преглед. Си кажала дека е рутински, ама јас не поверував. Да беше рутински, ќе го одложеше. Кажи ја вистината, што ти е? Резултатите ќе бидат утре. Добро, на што се жалиш? Ова омалаксаност. Наутро тешко станувам од постела. Докторот одел во странство. Рече дека е потребно да не одлагаме и затоа се загрижив и отидов. Ете, затоа не дојдов. Не плаши се веднаш. Докторите веднаш помислуваат на најлошото. Сигурно си анемична, се разбира, слабо јадеш. Омур, ќе ја прифатам секоја твоја казна. Мила, да не си луда? Здравието е во прашање, ти биди добра. Сега уште повеќе ме засрами. Јас да бев ке крене врева. Ти си многу добра. Да немаше добро оправдување, ќе видеше колку сум добра, драга Золва. Ако ме изнервираш, јас можам да се претворам во вистински звер. Затоа внимавај. Ке запомнам. Благодарам, душа.
Дилбер? Дилбер? Повелете, господја Медиха? Рашид се уште ли не влезе внатре? Стои како скаменет. На овие години не може да поднесе. Гордоста му е повредена. Господјо, немам право да зборувам, но бато Рашид има вложено труд во него. Не му прилега она што го направи господја Медиха. Деновиве ништо не прави како што треба. Сега Рашид, ке си оди ли господја Медиха? Зошто? Джесур го избрка, нели? Никој никаде нема да оди. Јас се уште сум жива. Гледај се работата, Дилбер. И што е мачело? Зошто дојде господјата Медиха? Не знам, но беше чудно и јас не разбрав. Се разбира, татко ти мисли дека јас преувеличувам. Не се познаваме, немаме разговарано. Зарем човек доаѓа на утринско кафе ненајавено? И да ви кажам, Джесур не знае за ова. Таа и да не е културна, тој е културен. Джесур прво би се јавил, нели? Не разбрав жената што има во главата. Не разбрав. Мамо, нема ли друга тема? Откако седнавме само за господја Медиха зборувате. Жената дошла и се заминала, ете. Само ова ли имате да кажете? Јас ви велам дека не беше обична посета. Ердем, зошто дојде женава и што сака? Напорен ден беше. И не сум во состојба да коментирам за ништо. На здравие нека ви е. Нема ништо. Малку сме напнати во врска со работата. Не е важно. Ти што мислиш, Омур? Сепак подобро ги познаваш од нас. Имаш идеја? Мамо, никој нема никаква идеја во врска со господја Медиха. Напната си затоа што е тато во клубот? Зошто нас не викаш? Невоспитаноста ти стана навика, Елин. Биди внимателна. Никогаш не сум ја видела вакви, добра си? Добра сум, добра. Одам јас горе. Не грижи се. Наутро една, навечер друга гозба, ако продолжиш вака, ќе ме здебелиш. Ги готвиш јадењата што ги сакам. Целата моја енергија ќе ја потрошам на мојот љубен. Уживам да те гледам кога јадеш. Толку вкусно јадеш што сиот замор ми исчезнува. Твоето внимание ми причинува задоволство. Душо, ќе ми кажеш ли кога наоѓаш време за сето ова да го сготвиш? Да речеме дека создавам можност за мојот сакан. Не го гледај часовникот. Многу ми е тешко да го оставам ово уживање и овој спокој. Не оди. Остани барем една вечер. Јасно е дека не може. Мене само во уку ми следува. Ти во преградка на саканата жена, јас во празна постела. Прекрасна вечер, прекрасна маса. Ти дојди сега, ајде. Не можам да се воздржам, љубоморна сум. Тоа не е до мене, природа е. Те молам, душо, да не си го расипуваме расположението. Ти си ми пристаниште каде бегам од самиот себе. Ајде, Рашид, немој да се мрштиш. И мене ми е тешко.
Зарем јас сум навикната син ми да ми вика вака. Јас си заминувам. Простете ми. Јас кому му зборувам? Кому му зборувам? Ти си од старите работници и ако си одиш, нема да можам да ти простам. Покажа дека ме цениш. Но не можеш да знаеш што значи ова за мене. Не знаеш колку ми е тешко во душава. Но јас сепак ќе си одам. Ако останам, ќе бидам непосакуван. Јас ја завршив должноста. Не како твој работодавец. Како долгогодишен пријател, ти велам да останеш, Рашид. Ако ти си одиш, што ќе правам јас без тебе? Што ќе правам јас, Рашид? Навистина ќе си одиш. И ќе ме оставиш сама? Навистина тоа мислиш да го направиш? Вака ми зборувате. Сега и да сакам не можам да одам, господјо. Подобро е да умрам отколку да ве оставам. Не си заспал. Така си лежам. Земи душа. Посебна мешавина, ќе се опуштиш. Благодарам. Душа. Што ти е? Ништо. Само сум уморен. Не е точно. Мојот маж не е ваков кога е изморен. Раскажи ми. Прекрасен е чајот. Што На има во него? здравје. Ердем, ајде кажи ми. Нема ништо. Да има, мислиш, не би ти кажал. Ние започнавме заеднички живот за да си споделуваме работи. Разбирам. Има нешто што сакаш да ми кажеш, но нема сега да ми го кажеш. Мила, кога ќе дојде време ќе ти кажам. Ама прво треба јас да бидам сигурен на ситуацијава. Каква ситуација? Мила, те молам да не зборуваме повеќе за ова, те молам. Ме плашиш, Ердем. Сигурно е голем проблем. Нема за што да се плашиш. Наскоро долго ќе разговараме. Да не размислуваме повеќе. Во ред? Ајде. Добре. Дојде ли? Дојдов, душо. Колку е часот? Скоро еден. Многу е доцна. Играта се одолжи. Не го расипувај сонот. Добра ноќ. Добра ноќ.
Ердем. Се разбудив ли? Колку е часот? Уште е рано. Ти каде ова време? Имам работа. Ајде спи. Што работа имаш? Подосна ќе разговараме. Треба да излегувам, ајде. Спи си. Наспи се. Ердем, ќе престанеш ли така да ме гледаш? И онака синоќа око не склопив од напнатост. Значи на крај ја свати сериозноста, а? Ердем, и онака ја сватив. Затоа правеше скришни работи. Ердем, јас ништо не правев, сама ќе ти кажав ако нешто се случило. Добро. Да не губиме време. Омор и онака се разбуди. Што? Што рече? Што можам да кажам? Ајде, ајде да одиме. Аман. Айлин, ќе престанеш се нервирам. И мене ми се лоши од нервоза, затоа јадам. Како успеа да договориш средба во затвор толку бргу? Ако ова не можам да го средам, тогаш зашто носиме исто презиме, Айлин? И што ќе му кажеме на човекот? Па воопшто не знам. Добро утро. Добро утро, господјо. И јас ќе ви дадев? Ќе земам јас. Утрово сите подранија. Да знаевме порано, ќе го подготвевме појадокот. Ердем имаше работа, рано излезе, да. И господја Айлин не јадеше. Зеде само крекер и на брзина излезе. Значи Айлин излезе. Заедно со господин Ердем. Со Ердем? Сигурна си? Ердем утрово излезе многу рано. Да. Заедно излегоа. Што се случува, Ердем? Сега ќе чуеме се од прва рака, господице Айлин. Целата вистина. Како можеш да бидеш толку сигурен што е вистина? Мислам, која кажува вистината? И јас бев таму. Бев во Килис. Видов како човекот беспомошно се моли да му ја спасат ќерката. Пред пиштолот, што Джесур го имаше вперено, стоев јас, Айлин. Знам. Сето тоа го знам. Ама зборуваш глупости. Кажи ми што те збунува, како може еден татко да го направи тоа на ќерка си? Јас само... Да? Не знам. Разбираш ли, не знам. Доодиме да разговараме веќе. Види, не знам што прави човеков. Ама што ми излезам од овде, има добро да му покажам на тој Джесур. Здраво. Здраво. Айлин, сестра ми. Здраво. дојдовте? Со поминека. Како сте? Ете, како е ќерка ми? Нема ништо, нели? Таа е многу добро. Не грижете се. Не знае дека дојдовме овде, затоа не дојде.
Зошто? Вака, ние дојдовме за да ве прашаме нешто. Прашајте, синко, што е? Джесур зборувал со сестра ми. Кога тој ви кажал дека сака да се ожени со вашата ќерка, сте рекле дека и Илнур го сака. Приказнава сте измислиле само заради Илнур да се омажи со него. А Джесур за тоа не знаел. Касетата за која велите дека ја држи како доказ Джесур одамна е уништил. Накратко, вашата единствена мака било да земете поголема сума на пари како возврат за вашата ќерка. Јас многу се извинувам. Срамно е дури и ова што ви го кажувам. Само сакав сестра ми од вас да ја чуе вистината. И не сакам да има ниту најмал сомнеш во главата. Инаку не би ве замолил за вакво нешто. Зошто молчите? Ве молам, раскажете ја на Ајлин приказната што ми ја раскажавте мене. Ве молам, одговорете ми. Вие ли ја дадовте Илнур на Джесур, а тој за возврат ви даде пари? Кажете. Да. Молам? Вистина е тоа што го кажа Джесур. Јас ги излажав и него и ќерка ми.